civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Еве како и денес пред камера, никогаш не помислував во животот дека во јавноста ќе бидам символ на трагедија. Ние имавме медиум, јас бев еден период и дописник од Истанбул, наеден. Нели блиско ни е тоа поле, али дека еден ден ќе зборувам за тоа што треба да зборувам, значи никогаш не би помислила. 2008 се вратив од Истанбул после 18 години таму живење. И се случи тоа што се случи. Кога почна медиумската битка на А1 со власта, тука веќе почна да се назира накаде одиме. Тоа беше премногу храбро, премногу силно. А1 ја имаше довербата на народот и отпосле гледаме дека тоа била целта, да нема медиум кој што ќе може да му делува на народот. Приказната за да биде поширока, потрогателна, мислам дека и за да влее страв во луѓето, мислам дека и затоа се направи толку голема, толку широка, толку се отиде на фамилија. Искуства. Многу искуства, премногу проживеавме тоа, мислам дека нема крај да човек да раскажува. Иако ние овие години за да преживееме, се тоа го закопуваме внатре во нас. Но мора да го извадиме, мора да го раскажеме, затоа што на вистина, ако не раскажеме, ако одиме на тоа да се заборави, како да не било, знам дека на некои луѓе тоа многу би им олеснало, да нас нема, да нема што да зборуваме, да нема сведоци на тоа време. Но јас, како своја должност, се сметам да раскажам, за да не се случи на друга некоја, мајка, првенствено, ќерка. По медиумската битка знаете што се случи, се упадна во А1, почна затварање. Тука беше моја одлука јас да влезам и да ме затворат. Можев, јас ги чекав, мислам дека саат два да дојдат дома, да ме земат. Значи, можев да избегам, можев да ме нема, но мојот избор беше да останам. Затоа што знаев дека немам од што да бегам и зашто да бегам. Сметав и дека е некое лудило кое што секако за некое нормално време ќе се дојде до некаков разум. Немавме воопшто, нели, идеја до каде ќе оди целата работа. Првото искуство, кога одам хронолошки наназад, прво ми е во тоа лудило што се случи. Прво бевме однесени во полициски станици, ноќта таму ја поминавме, после тоа специјални единици, тоа и апсењето наше беше со волци, со не знам веќе што имиња имаат тие единици, кои што, како да се апсеше некој наркокартел на оние филмови што гледаме по Колумбија. Но се тоа пак би рекла за да се влее страв во народот. Кога еден момент што нема да го забораваме, кога од полициската станица требаше да не спроведат истражниот суд, не наредија, не знам колку бевме десетина во истата, да речем, полициска станица, и се наредија и специјалците до нас. Не фатија за, као, не носат во возила, се тресеше девојката. Значи, жена беше униформирана, али она се тресеше, јас не се тресев. Она се тресеше. Мислам дека во тие моменти и тие некои луѓе беа свесни дека тоа што го прават не е во ред. Се случи притворот. Притворот е цела една приказна за себе. Тие искуства таму се безброј. Како лични што ги доживуваш додека си таму,
така и многу моменти со најблиските кои што не ги гледаш, за да ги слушнеш треба илегално да набавиш телефон. Изложен си на претреси секојдневни, притисоци секојдневни. Специјални мерки имаше во притворот да не се видиме со татко ми. Ние на се тоа некако едноставно се фокусиравме на тоа дека ние сме во право, ние дека не сгрешивме ништо и дека еден ден ќе си дојде се на свое. Ни даваше сила и тоа што нашите надвор беа добро во однос на се тоа што се случуваше, колку беше страшно. После одреден период дојде судницата како нова сцена. За да биде веројатно што пострашно, не возеа во некои возила задни некои делови, некакви клупи со лисиците позади, рацете врзани. Значи, позади ни врзуваа лисици на жени, не става во возила во кои што немаше, значи ти со лисици назад не можеш да држиш рамнотежа, се вози, по кривини се вози до судница, каде што една со друга се подпиравме за да одржиш рамнотежа, да не паднеш. Но сепак па судницата па беше таму каде што поминувавме време сите заедно, тоа за нас беше многу битно. Во еден момент, затоа што некој имаше одлучено дека многу добро си поминуваме во судницата внатре, дека некако многу фино ни поминува времето. Ми се носеше храна, затоа што бевме по цел ден во судот. Решија да, за да не ни биде толку убаво и да јадеме во судницата внатре во таа пауза, во еден момент донесоа решение да за ручек не носат назад до шутка, па да не вратат за вториот дел на денот за судењето. Значи, тоа беше монструозно, да одиш, да те вози на истиот тој начин, треба ручекот таму да го истераш во некои 15 минути и после тоа веднаш одиш пак во истите возила, пак врзан назад. Еден од моментите што Сето тоа беше беа неверојатни. подкрепено со медиумско известување. Ние во тој период бевме тотално исклучени од медиумски известувања. Значи, во шутка, во келиите нема струја, нема штекер, немаш никаков допир со барем телевизиските медиуми, било што. Пишани еден период кога успеавме да ги добиваме. Ние стварно немавме слика на тоа што се случува надвор. На целата експлозивна, приказна, бомбастична, па и дури и сега немам ни некоја желба баш да гледам, али предпоставувам веќе отпосле, нели свативме што се случува. Додека шутка како искуство да си во една просторија 23 часа во денот со луѓе кои што варираат, зависно кој како влегува и излегува. Затоа што притворот за другите какво дело и да сториле траеше пократко. За нас траеше многу. За мене траеше 28 месеци. 28 месеци. Период каде што ирелевантно беше постоењето на моите деца. Домашниот притвор беше ван, секаков разговор. Ја требаше да останам таму до крај. Со цела специфика на секој месец добивање на писмено, него ни читав.
Тој период, секој март и секој септември, пошто се случува политички, константно се случуваше нешто надвор, секој март и секој септември ние мислевме готово е, ќе излеземе. Многу имам пишувано, многу пишував, па и цртав. И лани пробав, затоа што свесна сум дека треба тоа се да го препрочитам, да видам дали може нешто да извадам, да направам некој концепт. А не можев да читам. Значи се она што за да преживам сите овие години се едноставно сум го скрила сама од себе. Кога отворив да го читам, не можев. Го оставив за некое друго време. Уште малку време да помине, за да можам да го читам. А тек да сумирам. Си водевте дневен дневник. Па на некој во начин. тој концепт, едноставно не знаеш што да правиш со себе цел тој ден. Значи едноставно не знаеш што да правиш, наоѓаш. За мене тоа беше пишувањето и цртањето. Константно. Секојдневно. Надежта таа дека не одржа, може да имавме и среќа што не знаевме колку ствари ќе останеме внатре. Може тоа беше за нас еден олеснителен момент. Не бевме свесни колку ќе трае. Пак ќе се вратам на тоа секој март и секој септември. Викавме, готово е, нешто ќе биде готово е. По тетратките видов колкава била таа моја, по тие први неколку страници, колкава била таа моја наивност. Ја уште првите 30 дена сум мислела готово, само 30 дена, ова ќе трае 30 дена и ја ќе излезам, но толку ќе биде. 30 па 2,5 години. Сепак би рекла, покрај сите искуства во притворот, едно во моментов баш се сетив, морам да го кажам, дека кога стигнавме во притворот, затворенички мене ми кажаа дека долго време веќе не чекаат, дека ќелиите за нас веќе се долго време спремни. Ние стварно бевме зачудени. Затвореничките знаеат. Затвореничките, значи да, притвореници, како и да ги наречеме, значи они веќе не знам колку долго време стоеле тие простории испразнети, резервирани за нас. Спремни, нас не чекаат. Тој момент ми се случи исто и пред одам во Идризал. По телефонски разговор со девојка од таму ми вика имало да има соба за вас. Не викам нема да стигнеме ние до таму. Сигурно веќе колку време помина ќе се случи нешто, сигурно нема да сама со себе викам сигурно нема да стигнам да го видам Идризал. Сака да кажа дека веќе беше донесена пресудата. Значи соба за нас се чека, спремна е собата. Значи за нас беше спремна соба и 2010 во Шутка и 2013 во Идризал. Спремни соби за нас резервирани, таму не се ставаат. Стојат празни. Знаат луѓето дека ќе дојдеме ние. Судницата ми е таму каде што мислам дека најстрашните работи се случуваа во судницата. Едноставно осудени уште пред да влеземе. Само се трчаше со времето, една трка со времето за да го постигнат некој свој дедлайн што го имаа поставено. 70 пати не носеа, не враќаа, слушав на адвокати, не знаеме, нели, лаици сме, не сме правни лица. Како што слушаш, гледаш дека ти се прекршуваат основни човекови права, уставни права, право да се браниш не ти се дава. Таму мислам дека мене тој период ми се случи астмата во судница, од тоа што се случуваше во судница. Не од тоа што го доживував во Шутка, не од прашината и влагата. Мене ми се случи тоа да едноставно да еден момент кога така некако не можеш воздух да земеш од тоа што гледаш што се случува. Односот. Во меѓувреме малолетни деца, немам како да ги видам. Не знам колку време ми требаше да соберам храброст да ги слушам на телефон. Значи не можев да
Ми требаше време да соберам храброст на телефон да ги слушам. Што ќе им кажа? Што да им кажа? Каде су? Кога ќе дојде? Не знам. Во таа трка да не осудат, неколку пати се случуваше, 2,5 години, значи многу долг беше периодот на притворот, се случија болести на луѓе кај нас. Значи, одеа луѓе беа во домашни притвори, одеа по лекари. Монструозно беше на едно рочиште. Судиката чекаше од клиника со брза помош да ја донесат една од нашите. Оделото пајаш. Се уваше кај лекари, жената ја донесоа, мене еднаш ми се случи да некој вирус нешто ми се случи, баш би беше онака тешко и лошо. Во таа состојба сепак ме однесоа во судница. Ме седна, ја морав. Физички присуствував таму, колку слушав ја на тоа рочиште и колку јас не знам стварно колку може човек. Не можеш, значи само физички присуствуваш и гледаш само да не паднеш затоа што едноставно не си во состојба. Но ме натера да бидам таму цел ден, цел рочиште. Ние однапред бевме осудени секако. Но на што после го сваќаше дека те осудува цела фамилија. Не те осудува само тебе. Ти ги осудува секој оној кој што ти е близок. Не осудија само мене да јас не можам да бидам ни родител, ни ќерка, ни внука. Ги осудија моите деца. Ги осудија моите деца да... Па еве, например, прво ги осудија да не ме видат 28 месеци. За 28 месеци прв пат видува. Тука што се случи? Лошото во доброто астмата. Во тие 28 месеци. Мене ми беа одбиени барања, јас пишував барањето судиката дека пошто е долготраен притворот, да ми овозможи просторија во притворот, негде да ги видам децата. Сам дека тоа 2-3 пати го направив со советување на адвокатот, но ме одбија. Значи мене судиката ме одби да ги видам децата и да сака да ме видат мене. Тоа беше нејзина одлука, да јас не ги видам 28 месеци. Но астмата што ми се случи, упорноста на мојата адвокатка да настојува да ме носат на лекар, затоа што и на лекар да одише невозможно беше да се оди на лекар. Страшни притисоци се вршеа за да ме однесат на лекар. И јас неколку пати ги видов во чекалните на неколкуте болници во градов. Ја децата ги гледав. Од прилика ќе дознаја моите кога сум, каде сум. Ќе ги донесеа децата таму. И во еден момент ради нив, затоа што јас влегував во болницата со лисици, низ цела болница мене ме носеа со лисици, и во еден момент, кога ми текна дека јас со тие лисици сега ќе ме видат и децата. Веднаш се во себе се стави во една улога на некоја приказна, кон нив се однесував како воопшто да ги нема лисиците. Како да не се ништо, ни само погледна зачудени од секако од целата таа ситуација. Фокусирани, мислам дека и они подсвесно, а јас едноставно само на тоа да се видиме и се другото е небитно.
Тие деца во Идризово 3 години доаѓа викенд за моите деца беше одење во Идризово. Викенд за моите деца значеше одење во Идризово, чекање со сати, да влезат, да се видиме 1 сат, седам на работа видување. Сега во село што не се случи, 6 години беше вкупно оно што јас бев натре, кога излегов, ќе повторам дека навистина очекував дека кога ќе дојде време на излегување од тој затвор кој што ќе го издржиме и ќе излеземе пак истите, без да успеат да не скршат. Јас кога излегов во малтене иста некоја средина со истите луѓе, истите ликови, уште на политичка сцена, уште пратеници, уште одлучуваат битни работи за општеството, за државата. Но сепак, оној момент кога 2015-та, мислам дека бомбите беа, нели? Кога почна да се случуваат. Јас излегов 16-та. Таа беше една промена која што ние фактички ја дочекавме, да речеме, на што чекавме нешто да се случи, чекавме нешто да се случи. Мислам дека тогаш почна тој процес на некои промени. И ние со трпение, еве веќе 3 години јас од кога сум излезена. Од затвор, викам излезена, не викам слободна, зашто стварно уште не сум слободна. Јас уште не сум слободна, јас уште не можам да јас уште живеам со пресуда, нарачана и изречена од режимот. Нарачана, осмислена, изреализирана, изречена од режимот. И тоа ќе биде така се додека не добиеме повторување на дело, каде што ќе можеме да покажеме и да докажеме што се случи. Но сепак сум со големо трпение и верба, затоа што дури да, точно е дека го осетивме на своја кожа тоа дека како да е подобро да не нема, како да е подобро да не подсетуваме на некое време и на работи што се случи. Има многу луѓе кои што навистина се усмерени према тоа ден денес, да едноставно се игнорира се тоа што се случи, за да они самите си го одржат тоа верување кое што е нивни извор со одредена лична цел. Кај мене потрпението, како што поминува времето, е се поголемо, вербата се поголема. Иако е 10-та година. За нас е 10-та година, ние направивме 10 години. Сепак, овие работи што се случуваат во нашата улога како земја, во овие чекори што се кон нормализирање, кон станување на една нормална држава, како дел од таа меѓународна заедница која што ја знаеме и сакаме да бидеме дел од неја. Наспроти на затварање, изолирање, кој што требаше да служи за нечии лични цели. Значи, ние сме веќе далеку од она темнило, она црн тунел. Чекавме некој зрак, чекавме, јас ја гледам таа светлина, јас сум овој период на вистина релаксирана затоа што верувам во ова све што се случува. Верувам дека сме во правец на вистина прав, точно таму каде што одиме.
Верувам во тоа. Верувам дека времето, би рекла, може да сме на пола пат да излеземе од таму од каде што тргнавме. Тек сме на пола пат. Многу има уште да се работи, многу има уште што да се прави, многу треба промени да се случат, но тие што се веќе случени, кај мене одржуваат и надежта и вербата дека јас ќе го дочекам тоа што го чекам, дека ќе биде суството во и секоја честна сега веќе. Штета е што цело суство се става во еден кош. Штета е што луѓе што вредат таму мора да го слушаат се како да се работи за сите. И мислам дека овие неколку години се случија многу добри работи. Верувам дека во тој правец ќе продолжиме и верувам дека ќе стигнеме до таму да ние еден ден веќе се ослободиме од пресудата на режимот. Сами во себе веќе премногу долго трае и човекот наоѓа, секогаш наоѓа некако како да преживее, наоѓа некако како да се сочува, но дури не знам, дури си викам кога ќе дојде тој ден, како ли ќе се чувствувам, како ли ќе изреагирам. Навистина не знам. Затоа што толку долго време сум на еден пат каде што е основно издржувањето. Значи, јас издржувам и преживувам 10 години. И во еден момент кога ќе дојде таа вистинска слобода, не знам како ќе реагирам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.